прекините на работата и хавариите во производните капацитети на АД-Елем не се веќе инцидентни, туку станаа заштитен знак во нивното функционирање. Вчерашниот испад на сите три блока во РЕК Битола не е и не смее да биде последица на поларната зима во Битола, како што тврди АД-Елем. Во Битола и порано честопат имало поларни температури, но испад на сите три блока цели 3 часа никогаш немало. Очигледно е дека целосниот прекин на работата на РЕК Битола е резултат на непрофесионалното и нестручното работење и нередовното одржување на опремата во трфостаниците. Фактите се следни. На 17 јануари во 2:35 настанува експлозија во 400 киловолтната трфостаница Битола 2 во сопственост на АД МЕПСО, што доведува до испад на вториот блок од РЕК Битола. Заштитата во трфостаницата Битола 2 го исклучува и 400 киловолтниот прекинувач на блокот 3 во РЕК Битола, што доведува и до негов испад. Во обид да го отстрани дефектот, екипажот на трфостаницата Битола 2 во 5:20 часот предизвикува испад и на блокот 1 од РЕК Битола. Значи АД МЕПСО предизвикува испад на сите три блока од РЕК Битола во рок од 3 часа. Блокот 3 е повторно вклучен на мрежа во 13:30 часот истиот ден, што значи дека имало целосен прекин на работата на сите три блока од околу 8 часа. Уште пострашно, при испадот на блокот 2 настанате проблем во системот за управување и не се вклучиле маслените пумпи за подмачкување на турбината во вакви хавариски ситуации. Сега има сериозни проблеми во турбината на блокот 2 и заради тоа во моментов нема никакви активности за негово пуштање во работа. Со други зборови, во најкритичниот период од годината, кога потребите од струја се најголеми, ќе се случи долготраен прекин на работата на еден блок во РЕК Битола. Блоковите во РЕК Битола прекинувале со работа неколку пати и во ноември и декември 2011, но за тоа ниту АД-Елем, ниту АД МЕПСО не ја информираа јавноста, иако тоа им е законска обврска бидејќи вршат работи од јавен интерес. Јавноста мора да биде информирана за сите испади и за времетраењето на истите, бидејќи граѓаните од свој џеп ја плаќаат цената на струјата. Ова е посебно важно, бидејќи ваквите испади на домашните производни капацитети се надоместуваат со многу поскап увоз од оној кој што се прави вообичаено. Имено, просечната увозна цена за потребите на тарифните потрошувачи за 2012 година е предвидено да изнесува приближно 70 евра за мегават час, додека увозната цена при испади на некои од блоковите во Битола е далеку повисока и истата е преку 100 евра за мегават час. АД-Елем треба да одговори дали е точно дека за увоз на електрична енергија во ноември и декември 2011 плаќал помеѓу 110 евра и 150 евра за мегават час. СДСМ бара и Елем и МЕПСО да ги информираат граѓаните колку пати и колку време траеле испадите на домашните производни капацитети во текот на целата 2011 година и само во јануари 2012 година. По која цена се обезбедувала струјата за времетраењето на овие прекиди? За споредба, од 2006 година па до денес, производната цена на Елем е зголемена за речиси 90%, цената за пренос на МЕПСО е зголемена за 262%, цената за дистрибуција на Евана е зголемена за речиси 90%. Зголемувањето на цените се оправдуваше заради наводни зголемени инвестиции, како и заради зголемени трошоци за работата и во МЕПСО, и во Елем, и во Евана. Тогаш како е можно, доколку имало нови инвестиции, да се случуваат постојани испади во производните, преносните и дистрибутивните капацитети? Најважното прашање е дали ќе биде санкционирано ваквото неодговорно однесување или повторно граѓаните ќе го понесат товарот со поскапи сметки за струја.